Народниот правобранител Насер Зибери и градоначалникот на општина Струмица Костадин Костадинов денеска разговараа за најгорливите проблеми со кои се соочуваат граѓаните во поглед на загадувањето на животната средина, одржливото живење, начинот на справување на општината и подобрување на состојбите на граѓаните кои се соочуваат со предизвици во рамките на оваа област, како и заштита на правата на лицата со попречености. Зибери, задоволен од добрата соработка со општината, ја нагласи регионалната канцеларија со седиште во Струмица како предност во предлобочувањето на соработката помеѓу граѓаните и струмичката локална самоуправа со институцијата Народен правобранител. Две теми ќе бидат клучни денеска на денешната работилница, а тоа е начинот на кој се справува општина Струмица, но и регионот, со проблемите во областа на животната средина, подобрување на состојбите со кои се соочуваат граѓаните, а како што истакна и градоначалникот во ведниот дел, тој проблем посебно се изразува во зимскиот период. Со оглед на тоа што се наоѓаме во пресред на зимата, можеби е добро што токму во овој период ги отвараме овие проблеми и како единиците на локална самоуправа да можат да се справуваат со проблемот на обезбедување на подобар животен амбиент, подобра и почиста здрава средина, која впрочем е и уставно гарантирано право на секој граѓанин. Втора тема околу која ќе се дискутира се прашањата на заштитата на правата на лицата со попреченост и други ранливи категории, за кои сметаме дека има доволно простор да се разговара како да создадеме со заеднички сили подобар амбиент во кој овие лица нема да се чувствуваат ендикепирани, туку напротив, инклузијата ќе биде наша водилка во натамошниот процес. Во рамка на темите за кои се разговараше на денешната работилница, градоначалникот Коста Костадинов го истакна предвиденото зголемување на бројот на зелените површини како дел од новиот генерален урбанистички план, како и воведувањето на електрични автобуси и јавниот превоз воопшто, со цел подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. Она што представува обврска на општината во однос на планирањето на просторот. Знаете дека пред нецел месец помина нацртот на новиот генерален урбанистички план, во кој што план предвидуваме во урбаниот опфат на општина Струмица зголемување на зелените површини за 100%. Од постоечките 43 хектари зелена површина, овде ги сметам и парковите и сите можни зелени површини, дополнително 40 нови хектари во урбан опфат, што е навистина реткост во државата, но оди во насока на справување со предизвиците, нешто кое што е тема на денешната работилница, во однос на спречување на загадувањето на амбиенталниот воздух во тека јавна набавка за набавување на 10 електрични автобуси, со што Струмица покрај тоа што ќе добие јавен превоз кој што досега го немаше, а е барање на граѓанките и граѓаните од Струмица и од сите населени места заради подобро поврзување и во насока на справување со загаденоста во воздухот. Поддржувам и посакувам такви работилници да не се случуваат што е можно почесто. Народниот правобранител соработката со него како институција и како човек е неприкосновен и таквата ќе ја унапредуваме и ќе ја зголемуваме. Многу добро е кога пред граѓаните или пред надлежните институции, со сите партнери институции, со граѓанскиот сектор, отворено разговараме за проблемите со кои што се соочуваме, оти само на тој начин можеме и да го решиме проблем. Денешната соработка на локалната самоуправа со Народниот правобранител беше проект финансиран од Европската комисија, со цел за јакнување на капацитетите на институцијата Народен правобранител, како и подобрување на соработката со единиците на локалните самоуправи.